Добро вечер во отворено студио на телевизија Нова. Денеска денот во медиумите нормално преокупиран само со еден настан. Над 63 лица, меѓу кои пратеници, глумци, доктори, видни личности од македонскиот јавен живот, се приведени и се осомничени за тероризам врз уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија. Овој настан предизвика лавина реакции помеѓу јавноста и на социјалните мрежи, посебно поради тоа по кој член е поднесено обвинението. Се шпекулираше и околу тоа, односно не се шпекулираше, него веќе е јасно дека ово обвинение за кој се товарат овие 63 лица, меѓу кои и поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков и во времето кога се влезе во Собранието Република Македонија беше директор на Бирото за безбедност, се товарат по член кој што предвидува казна затвор за тероризам врз уставот, уставниот поредок и безбедност на Република Македонија, во кој што се предвидува најмала казна затвор 10 години. Колку за споредба, медиумите денеска пишуваат дека дури терористите од Диво населје се товарија под друг член од истиот овој закон, каде што казната е помала. 8 години. Дури се наметнуваа прашањата и насловите по медиумите дека овие 63 лица од јавниот живот на Република Македонија, познати и политичари, и актери, и доктори, лекари, и ете и министри, се поголеми терористи врз уставниот поредок на Република Македонија, дури и од оние лица кои што се виновни за убиството на 9-мината полицајци во Диво населје. Нормално е и во ова отворено студио ќе говориме за тоа, но нема да навлегуваме многу во шпекулациите, ќе одиме во тоа што се случуваше, што предходеше и ќе одиме од правниот аспект. Што се случуваше денес? Требаше ли ова да се случува вака како што се случи? Што вели правото, што вели деловникот на Собранието, што велат законите? Вечерва во студиото го имам господинот Михајло Маневски, поранешен министер за правда и човек од Фелата, со кој што ќе говориме за законите. Благодарам што ме поканивте. И Оливер Андонов, кој што беше заменик министер во Министерството за внатрешни работи во прежинската влада, токму во периодот што му претходеше на оној ден, односно влегувањето на народот во Собранието на Република Македонија. Вие соработувавте и со Митко Чавков и имате повеќе информации. Со вас ќе говориме од тој дел. Но пред да одиме на дебатата во студиото, колешката Јана Јосифовска, денеска екипите на телевизија Нова, како и на сите останати медиуми, цел ден беа пред кривичниот суд, каде што веднаш откако се објави веста дека се приведени на разговор овие 63 лица, околу 1 часот и 30 минути започна протест пред кривичниот суд кој што траеше до синоќ, чина ми се уште трае, но последните информации од колешката Јана Јосифовска, па да чуеме што се случува. Тука од терен, она што можам да го информираме дека претпоставувам и гледачите, а и ти може да забележите, се уште трае протестот, мирене, под силно полициско обезбедување, има присутни се голем број на граѓани, меѓутоа и членови и симпатизери на ВМРО ДПМН, бидејќи овој протест е организиран од партијата, присутен е и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, како и високи функционери од партијата, членови на извршниот комитет, меѓутоа и симпатизери и поддржувачи. Исто така, изјава за телевизија Нова даде и генералниот секретар на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, кој истакна дека според нив на ваков начин со овие приведувања се неуставни, како што ги оцени, и се врши неправда врз сите оние што си ја сакале татковината. Меѓутоа, исто така, екипите на телевизија Нова, кои што денеска се постојано на теренот тука и го следат протестот пред основниот суд, исто така направија анкета со делот на собраните граѓани и ги запраша кои се нивните ставови по повод денешниве настани. Граѓаните не се задоволни од ваквите одлуки на основното јавно обвинителство, односно приведувањата и осомничените 36 лица, па во продолжение предлагам да ја погледнеме оваа анкета. Во оваа зграда не се суди само на 36 души. Се суди на цела Македонија. На нашите патриоти, со кои рамо до рамо е. Јас бев 70 дена, бев на денот, на тој кобниот ден, кога сакаше да си седнат на фотелите нелегално и насилно. Па јас дојдем малку подалеку. Меѓутоа, по овие локални избори, јас мислам дека јас и ние и вие не одлучуваме ни за нашите животи веќе во Македонија.
дека ни се наметнува сценарија од надвор, така да ние повеќе не сме граѓани, не одлучуваме за животот во оваа држава. Да се ослободат за 24 сати, да се отидат сите дома, да не сме никој ништо да ги чепне, да бидат слободни луѓе, слободни граѓани, кои што стварно зависе од Македонија, односно Македонија од нив зависе. Значи, генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски за телевизија Нова ги оцени денешните настани, односно приведувањата како неуставни, да слушнеме и неговата изјава во продолжение. Тука се луѓе, честни граѓани, родолюби, кои што денеска беа брутално приведени, беше прекршена правдата и правниот систем. Чекаме да видиме кој ќе биде исходот од сето ова. На сметка на тоа обвинение македонски тероризам, сведоци сме на законот кој што се подготвува од страна на владеачката гарнитура е веќе во владена процедура за ослободување на сторители на кривични дела, односно нивна амнестија, а наспроти нив имаме една група граѓани 36 кои што денеска се приведени под обвинението дека сториле македонски тероризам. Да додадам дека тука пред основниот суд Скопје 1 организаторите на протестот имаат поставено и бина, говорат многу високи функционери на ВМРО-ДПМН како и јавни личности го изразуваат својот револт против денешните приведувања, како и на пратеници од редовите на ВМРО-ДПМН, така и на јавни личности, дел од организаторите и на протестите за заедничка Македонија, како што можевме да слушнеме, бараат безусловно ослободување на сите овие лица, најавија дека ова ќе биде долга ноќ. Членови на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН исто така, меѓу кои беше и пратеникот Владко Ѓорчев, како и членот на извршниот комитет Коларич исто така се обратија, побараа безусловно ослободување, најавија дека ќе останат тука на протестите пред Скопска единица се додека не се ослободат овие лица и како што истакна не се исправи неправдата. Нас сме во студиото, слушнавме што последно се случува пред кривичниот суд во Скопје, трае протестот, додека се уште внатре се носат одлуки за кого ќе се бара притвор од овие, да се поправам од преска, 36 приведени и обвинети за тероризам. Господин Маневски, започнеме со тоа. Она што најмногу предизвика, најмногу ја збуни јавноста, се очекуваше. Се знаеше дека некаква одговорност ќе биде побарана за она што се случи во собранието, беше известно, нели имавме повредени пратеници. Меѓутоа, насловот на обвинението — терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Значи, денес во Република Македонија се случи еден грозоморен чин во овој црн понеделник, во кој ден присилно се приведени 36 видни личности и граѓани на Република Македонија, од кои неколку пратеници, културни и јавни уметници, лекари, доктори, инженери и други граѓани кои што се приведени само заради тоа што успеале во едно време да го искарат својот патриотизам и своето родолюбие и да застанат на браникот на слободата на Република Македонија. Значи, денес се виде и целата македонска јавност виде дека народот се води во една провалија и дека народот ќе ги зеде работите во своји раце и тоа нема да го дозволи. Значи, кога ме прашавте за тоа за какво дело се пријавени овие лица кои што денеска од повеќето се приведени присилно со лисици на раците, за жал, значи се работи за едно од најтешките кривични дела во кривичниот законник, а тоа е терористичко загрозување на уставниот поредок на Република Македонија, за кое дело е предвидена казна од немалку 10 години затвор. Значи, да се пријави сторител на вакво кривично дело, да се пријава 36 лица за најтешко кривично дело, терористичко загрозување на уставниот поредок на Република Македонија, мислам дека се граничи со едно би рекол безумност, со едно безумие и на тој начин се цели кон тоа
да се владее и да се влее страв и да се владее со страв во Република Македонија. Значи, ова предавничка влада... Ли е ова дело, ајде вака малку правно, сега може да биде поднесено. Меѓутоа, за да некој биде, еве да речеме, осуден за тероризам врз уставот, посебно кога се работи за 36 луѓе кои што се политички активни, тоа значи дека што половина пучлие, што ли е, мислам, половина луѓе од политичкиот живот да ти се виновни за тероризам врз уставот на Република Македонија е сериозна. Значи вака да го расчлениме малку ова кривично дело. Значи како се извршува ова кривично дело и што е предвидено во кривичниот законник. Значи ова кривично дело загрозување на уставниот поредок и загрозување на безбедноста на Република Македонија, значи се врши со предизвикување или со сериозна закана, со предизвикување на експлозија, пожар, поплава или со друго општеопасно дејство или средство или друго насилство со цел да се предизвика несигурност и страв кај граѓаните на Република Македонија. Што постои овдека? Пожар, поплава, експлозија, друго дејствие? Ништо од тоа не постои. Она што се сосема ова да му го поставите како прашање на студентот прва година, ќе ви одговори ова дека ова е безумна квалификација на ова кривично дело за вакви лица и затоа што да се стори вакво кривично дело, тоа е стравото кривично дело. Не беше директно ни учесник во физичките. Бил учесник во физичките настани, нити презел било какво дејствие. Како можете вие овие лица да ги едноставно да ги етикетирате дека се тие терористи и са бале ранина да ги вадите и пред нивните најблиски, пред нивните деца, малолетни деца, пред нивните родители, пред нивните брачни другари и така натаму, за да ги ставате, да им ставате листи во раси да ги приведувате на истрен судија. Значи, презиме ќе дојде обвинет за тероризам врз уставен поредок. Значи едно треба да биде сосема јасно на граѓаните. Во случајот нема ни трунка елементи да постоje на вакво кривично дело во кривичниот законник. Тоа може да ви го одговори студентот прва година, а не да ви го одговори да говорат, да кажам, видни професори, граѓани, стручни лица од аспектот на правото. Ова го нема никаде. Ова што се случува, овој денешен настан ќе остави голема трага. Ќе остави голема трага, ама и од овој настан ќе се извлече голема поука. Ќе извлече голема поука како треба да се бориме во иднина. Затоа што гледаме какви луѓе постојат, какви конструктори, какви конструкции прават, да ги изведат пред лице, да ги изведат пред суд, тотално невини лица кои што дале и даваат свој приданец за вселкупниот развој на Република Македонија, а не тие да бидат окарактеризирани како терористи. Да, оперскиот пејач Игор Дурловски така натака, кога до овие имиња ќе се спомне обвинението тероризам, малку застрашувачки звучи. Оливер, вие бевте во времето во МВР, кое предходеше на сето ова што се случуваше во собранието. Јас предпоставувам како лаик, кога би прочитала дека 36 видни луѓе, кои што беа и некои организатори, некои учесници во протестите за заедничка Македонија, некои пратеници и во тоа време, некои вработени во МВР тоа време, така, дека за да бидат обвинети за тероризам, предпоставам дека се слушале, имале план на хартија како ќе го изведат тој тероризам. Имаше ли такво нешто кога бевте вие во МВР? Имаше ли некоја координација за ова да се случи? Секако дека никогаш немало. Никога јас бев во МВР, ниту подоцна, ниту имало налог од партијата ВМРО ДПМН, не дај Боже, или од било кој раководител во партијата ВМРО ДПМН, нити од било кој во Министерството за внатрешни работи, посебно не и од оние кои денеска се приведени пред судија за во истражна постапка, претходна истражна постапка. Но една работа не смееме да заборавиме. Така наречениот председател на Собранието на Република Македонија, Талат Џафери, го најави ова. Никако да се сетиме на тој момент кога на медиумите јавно го најави дека ќе се преземаат мерки во овој правец и тоа воопшто не е наивен чекор на самата влада на Заев, односно дојдовме до состојба да узурпаторите од 27 април ги апсат патриотите. Првото обвинение со кое тргна целата работа и кое
на изглед е сосема и можеше да се најде можеби некој основ за некој од луѓето кои учествувале, не за поголемиот дел, токму за оние кои предизвикува нереди во собранието, а тоа е учество во толпа. Преквалификацијата на делото доаѓа многу подоцна, доаѓа, значи, откако СДС ќе ја преземе власта во своите раце, спроведува тотално политичка конструкција на преквалификација на делото во терористичко загрозување на уставниот поредок. Беше, затоа реков дека беше очекувано учество во толпа, не извршување на службена должност. За организаторите на протестите за неможност за наводно неизвршување на службена должност или непостапување согласно овластувањата, дел од полициските службеници добија и отказ. Иако и таму имаме многу забелешки на процедурата во Министерството за внатрешни работи и работата на комисијата, односно комисиите, бидејќи но се очекуваше дека одговорност ќе има. Бидејќи Спасовски воек на решавањето на прашањето за дисциплинска одговорност на припадници на МВР, за кои едната комисија, првата и таа основна која изврши и сослушување на луѓето кои беа подведени под дисциплинска постапка, утврди дека нема таков вид на одговорност поради кој тие би морале да заминат од Министерството. Спасовски формираше и друга комисија паралелно со таа, која без да изврши сослушување донесе решение за отказ на тие луѓе што Спасовски го потпиша. Воопшто гледано, ова е монструозна конструкција, политички мотивирана, бидејќи кога веќе ги спомнав луѓето кои биле дел од МВР, кои се избркани од работа токму поради настаните од 27 април, дел од нив и денеска се приведени од полицијата, и испадна работата да тие кои си ја вршеа својата службена должност, го штитеа Уставот на Република Македонија, кои по службена должност беа испратени таму, некој сега ги брка од работа, односно уште полошо ги обвинува за терористичко загрозување на уставниот поредок. И токму тоа што и вие, нели, го напоменавте во воведот, всушност доаѓаме до еден интересен заклучок, дека обидот е политички да цела една политичка партија, цела една структура политичка биде прогласена за терористичка организација, бидејќи ова аналогно само кон тоа води. Ништо друго. И тоа е, како може тоа да се другачие објасни, туку како политичка цел која на народот понуди крв и игри и забава, за да никој не се осврне на она што е клучниот момент во државата. Она што како на држава ни се случува и ќе ни се случува. Цел ден денеска, а веројатно ќе продолжи тоа и утре, и задутре, не знам колку дена во недоглед, ќе расправаме за оваа монтирана работа, за оваа монструозна работа што ја спроведува владата на СДС, а нема да зборуваме со сигурност за економијата, за проблемот со името, со двојазичноста и така натаму. И најтрагичното од се е што токму... Мислите дека одвлекување внимание? Па тоа е само успатна работа. Но основната работа е дезинтеграција на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, дезинтеграција на ВМРО-ДПМН и една од најбитните работи, внесување страв помеѓу македонците, да едноставно, кога луѓето ќе гледаат како некој некого апси за ништо, буквално, да си каже, кога може поранешен министер и директор на јавна безбедност, пратеници, видни личности, актери, режисери, оперски пејачи, архитекти. Една од коментарите беше на социјалните мрежи, ќе го повторам, бидејќи е повеќе како на шега, иако не е за шега работа, вика, зашто е уапсен Игор Дурловски, затоа што ја пееше химната пред собранието. 70 дена и тоа. Да, токму така. Игор Дурловски ја пееше химната на Република Македонија 70 дена. И ние сите видовме, сите сме сведоци, додека оној срамен чин при избор на председател на Собранието на Република Македонија господинот Џафери, каде што не ја води седницата ниту најстариот пратеник, туку ја води некој друг, наводно заменик на негов заменик. Самопрогласен и така натаму. Пратениците од пратеничката група на ВМРО-ДПМН стоеја мирно и не презедоа ништо. Значи, тоа ли се терористи пратеници? Ако кога веќе се присутни на таков чин, тоа беше рушење на уставниот поредок, а не ова
што беше една реакција и после она пеењето на она албанска химна и така натаму, каде што доведе до еден револт на граѓаните кои што се најдоа во една ситуација побудени за тоа да допринесат да чуваат државата и да ја бранат. Некои од тие посегна и по некои насилни акти, меѓутоа видовме еден човек одговараше 4 години одговараше за тоа што господјата Шекеринска ја потегна зрака. Тоа не е ни кривично дело. Тоа е реална навреда која може да помине со највише 8 до 10.000 парична казна. Но сепак одговараше и тоа. И сите тие што учествуваа, што имаше докази дека учествувале во физичка одговараше со 4 години затвор. Значи, ова е една голема спрега, значи еден комплот што е создаден, значи да се покрај тоа да се руши пратеничката група и да се руши политичката партија ВМРО ДПМНЕ со прогон на нивни функционери, на нивни пратеници, на нивни активисти и така натаму, каде што луѓето 70 дена одеа мирно по улиците и пееја. Не презедоа ништо насилно. Дали е можно, господине Маневски, да вие сте од фелата, познато ви е судството и правото. Можно ли е да биде провизорно? Ние не знаеме обвинението какво е, тоа прва треба да го видиме, тоа прва треба да видиме кои докази ги имаат, нели, за да имаат такво обвинение. Можно ли е толку провизорно да се даде само едно вакво обвинение под овој член да се нема докази? Мислам, тоа би било навистина да ви кажам, нема да претерам, ама во една од најголемите држави, вие во еден ден да пријавите 36 лица, меѓу кои пратеници и видни личности од јавниот и културниот. Тоа не може да се случи нити во Германија, нити во Франција, нити во Германија, нити во Америка, а да се случи во една мала Македонија. Во еден ден да изврли на површина 36 луѓе против уставот. Луѓе кои што го рушат уставот на тероризам. Тоа е безумен чин. Значи, јас не знам што луѓе беа тие и што памет носат, меѓутоа ќе видиме во секој случај, во никој случај не постои ова кривично дело, затоа што нема никакво действие преземено од било кое лице за нарушување, за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста на Македонија. Со какви действија? За да направите едно дело треба да имате действија, а јас веќе ги кажав тие кои се тие действија. Такви действија нема. Тие стоеја мирно и пратениците стоеја мирно и граѓаните седеа мирно во салата каде што ја слушаа химната и песни пееја, каде што веќе револтирани од она што беше со интонирано на таа химна и она, да кажам, шверцерски избор на председател на собранието, каде што влегоа во собранието на одреден начин да ја чуваат да се чуваат од таква диктатура која што се наметна во собранието. На што личеше тоа да се бира председател на таков начин, каде што еден таму собрани во едно купче, еден таму џоам нешто чита и ни колку гласа, ни шо гласа и така натаму. И денеска за тоа никој ништо не презема. Имаше, само ова да го кажам, имаше пукања по наредба на Зоран Заев. Да пукам председател во собранието, да пукам председателе, пукај. Од тие два истрела од куршумот кој што се распрснал, се повредени 2 лица. Одговараа ли тие одговараше ли тој што даде наредба да се пука во собрание? За прв пат после 72 години се пука во собрание со огнено оружје кое не смее уопште да се внесе во собрание. Одговараа ли тие што носеа пиштоли? Одговараа ли тој што им даде наредба да пука? Одговараа ли за тоа што ги повредија 20 граѓани од информацијата што имам и од директорот на градската болница Свети Наум Охридски, каде што тие лица се повредени од тие куршуми од шрапнелите. Така да, колку аршини има ова правда? Има еден аршин за она што значи погубна и присилна политика и еден аршин на едни луѓе кои што водат една достоинствена борба за право и правда, кои што борат борба за зачувувањето на интегритетот и на Република Македонија, кои што се го штитат уставниот поредок и сега наеднаш излезе тие се терористи, па на ова ќе ни се смее цел свет. Не Европа, цел свет. Тоа сакав да го дадам како пример. Значи, јас реално ќе кажам дека напад на било која институција не е пожелен во ниту една земја, дека во ниту една земја не е пожелно, нели, да се има анархија и така натака. Многумина, нели, од партијата и од СДСМ вела дека токму тоа се случи на упадот во собранието, меѓутоа вакви слики
сме гледале секаде во сите земји каде што се случуваат проблеми, каде што има проблеми во политиката. Еве само ќе споменам, ако можам паралела да направам, Србија, 5 октомври, кога влегува во... Меѓутоа, ниту еден, тоа сакам да кажам, тогаш не одговара, а оние луѓе кои што влегува, дури имаше снимки како изнесуваат и слики и телевизори, така, кражба извршија, не чувме дека... Еден вовед за компарација... Мислам, одговорност да не бидам сватена погрешно, одговорност да, меѓутоа не за тероризам со 10 години затвор. Затоа сакав да зборувам и дадовте еден вовед за една друга компарација да се направи. Потполно со македонските случувања и собитија, апсурдите во Македонија се уште како присутни, очигледно, како може граѓаните кои ги гласаат пратениците и чии представнички дом е собранието да бидат напаѓачи на тоа собрание. И како што кажа господинот Маневски, тие дојдоа и седнаа во пленарна салата за пленарни седници на собранието на Република Македонија и ништо друго не правеа, освен што рекоа да, ова е наш дом, ние како граѓани одлучуваме за тоа каде оваа држава имаше треба дел кој понатаму што да малку оди. претера и ги понесе и Не зборувам за тие физички, горе така. што беа што предизвикаа физичка пресметка, тоа е нешто сосема различно. Тоа никој не го оправдува. Тоа никој не го нормално, оправдува, да. тоа е нешто сосема различно. Јас зборувам за оној дел од граѓаните кои беа тука. И каква одговорност имаат тука тие граѓани кои беа внатре? Каква одговорност имаат дел од припадниците на МВР, кои биле по службена задача таму? Понекогаш полицијата и најчесто не се наоѓа во состојба да мора да ги тепа сопствените граѓани. И ете, а и паралелата која сакам да ја направам на две нивоа. Првото ниво, кога господинот Заев Но ги што може да направи еден полицаец на толпа народ така кога ќе се туне, па ќе го згазат. Тоа е сега нешто друго. Јас сакав да покажам димензијата на однесувањето на полицијата, тоа што Заев сака да го прикаже како да го воведе како пракса на двојни аршини. Кога тој ги поттикнуваше така наречените шарени револуционери и ја запалија канцеларијата на претседателот на државата со намера и да крадат и да уништуваат, полицијата во крајна нужда интервенираше и тогаш кога беше нападнат. Кога ја маваа со бекатон плочки, кога им посакуваа на полицајците да им се случи Куманово. И второто ниво на компарација е токму одговорноста на тие луѓе кои тоа го сторија. Подоцна одговараа за нарушување на јавен ред и мир. Тоа не беше напад врз институција. Тука има елементи од кривичниот законник, предизвикан пожар, експлозија, оштетување и така натаму. А таму немаше таква дел. Собранието е читаво. Во оној дел каде што во главном луѓето влегоа, собранието остана читаво. И јас затоа велам, ова е повторно политичката приказка која Заев и Спасовски ја монтираат и ја спроведуваат. СДС сака со страв да владее. Ќе зборуваме за пораките кои што се упатени со ова што се случи денеска, односно веќе се коментира помеѓу експертите што се случуваше. Ќе сакам малку и да ги прекоментираме, но одиме на краток блок реклами, па се враќаме назад во студијата. Назад сме во студиото, вечерва говориме за уапсените, да не погрешам пак 36 мината, македонски јавни личности под обвинение за тероризам врз уставот и безбедноста на Република Македонија. Се уште не го знаеме обвинението точно, знаеме по кој член е обвинението, но го немаме обвинението, тоа се уште е рано, понатаму и во постапката веројатно ќе видиме какви докази има обвинителството да го поднесе ова, како што говоревме, како што кажа господинот Паневски, дело за кое што претпоставувате дека не според тоа како што пишува во законот дека овие лица немаат никаква врска со тоа. Меѓутоа веќе почна на големо да се шпекулира околу тоа што е причината за ваквото бомбастично. Значи многу ми навелат, рековте вие дека е политички инструирано, но има и дел од оние експерти кои што реагираат денеска по социјалните мрежи и по медиумите. Еден од нив е и професорката Билјана Ванковска, која што рече, зборуваме за тероризам во земја каде што ниту во 2001 година да смеевме да кажеме терористи. И јас многу добро се сеќавам дека ние новинарите буквално бевме предупредувани дека не смееме да кажеме терористи. Имаше флоскули кои што тогаш не ги наметнуваше Европската унија, НАТО и така натака. А сега зборуваме нели за тероризам, ни помалку ни повеќе. Меѓутоа еден дел од овие експерти велат дека ова е порака
до народот во однос на Груевски. Односно, го слушате Груевски, излегувате на протести, еве ќе во остават на цедило, ќе завршите во затвор. Што мислите вие? Јас мислам дека е двонасочна пораката, ако така ја гледаме, односно има две насоки пораката. Една е заплашување на народот, бидејќи Груевски не ги остави, никого не остави на цедило. Бога ми, јас ќе се заршам утре да верувам во некој протест, дури да е протест за чување на китовите во... Токму тоа е втората насока. Значи, прво кажав, Груевски никого не остави, напротив, денеска излезе на пресконференција и од партиското седиште дојде на протест, како што и кажа, бидејќи очигледно е дека трпението му имаше крај на сето она што СДС го правеше и дека буквално се почувствува дека денеска СДС удри врз македонските патриоти, врз македонизмот удри СДС. Македонци или така наречени македонци удрија против македонците. И пораката која со ова приведување треба да се направи е, еве, ние можеме да уапсиме и поранешни министри, дури и пратеници кои имаат имунитет и подитно да им го симнеме, да бараме да им се симне утре имунитетот, а што останува за вас како обични луѓе. И тоа е првата насока која треба да се упати, а втората насока која сака да ја упатате, еве сега успеавме да го скршиме народот, а тоа ќе видиме колку ќе успеат да го скршат народот, да малку луѓе излезат на протест и со тоа да му кажеме на Груевски, еве, тебе народот не те сака. Тоа се оние, така да кажам, удбашки методологии на дејствување и тоа е дел од специјалната војна која против Македонија се води. И јас одговорно тврдам дека уривањето на ВМРО ДПМН е конструирана приказна, во која клучната фигура, председателот на ВМРО Никола Груевски треба да биде урнат, за да може да се урне целото ВМРО ДПМН, односно да се доведе во целосна состојба на апатија и нефункционалност, а тоа ќе значи непостоење на политички организирана единица или политички организирана партија на македонска национална основа, кој ќе ги штити македонските национални интереси. Толку затоа е ударот врз пратеничката група. Така, кога сме кај ова, морам да кажам дека истите овие муабети се правеа и во времето на ВМРО ДПМН, се прават и сега. Зборам за оние чаршиски муабети, дека тогаш СДСМ велеше дека политички ВМРО со преку судот со политички инструирани процеси апси нивни членови. Сега ВМРО вели дека СДСМ со политички инструирани процеси. Процесите се реални и од едната и од другата страна. Дали тоа значи дека судството ни е комплетно поделено напола и само нарачателот е битен? Мислам, дали уставот и законите во оваа република важат? Ја мислам дека ова што се прави и ова што се направи денеска, дека се оди по едно однапред предвидено сценарија. Ова не е случајно што се прави сега и што се прави денеска. Значи, се преземаат ова е третиот фронтален удар што е нанесен денеска се разбира, на Република Македонија, на граѓаните на Република Македонија, преку пријавувањето за вакво тешко кривично дело на толку 36 граѓани на Република Македонија. Значи, првиот удар е таа тиранска платформа, со каде што се зацртаа контурите за ништење на унитарниот карактер на Република Македонија. Значи, со предвидување и со носењето на законот за јазиците и со предвидувањето на случаевите кои што треба да бидат преиспитани, а сега еве гледаме овој барање на Зоран Заев кој што го одговори пред пратениците дека ќе бара меѓународна истрага за случајот Сопот, за случајот Диво населје или за овој случајот Монструм. Значи, терористите надвор, невините граѓани, денеска цел ден и цела ноќ веројатно во судот ќе одговараат за ништо. Вториот удар е, значи, она што се предвиде со договорот со Бугарија, каде што се предаваат националните интереси на македонците и во Република Македонија и во Бугарија. Македонија
се откажа од македонците во Бугарија. Од 200.000 македонци на пописот после ослободувањето со училишта на македонски јазик, со учители на македонски и така натаму, денеска исчезнаа. Зоран Заев ги избриша со гумичка, со еден подпис, таму срамен подпис на јазик спрема Уставот на Република Македонија, а не на македонски јазик никаде и македонски народ никаде во текстот не се наведува. Значи, како може, значи тоа е етнички геноцид, што го прави и за тоа треба да одговара. Како може еден народ да се откаже од своето национално малцинство во соседните земји? После тоа дојде, значи од кога дојде подпишувањето на тој договор, значи се донесе закон со кој се призна бугарско национално малцинство во Албанија. Еве сега слушаме апетити да се бара постоење на бугарско национално малцинство во Косово. И докаде сме сега? До кој дереже доправме? Еве, ја инволвиравме тука и црквата. Црква, бугарската православна црква ќе биде мајка црква на македонската православна црква, Охридска архиепископија. И сега што се доведоме? Се доведоме тие да бидат само, да кажам, некои посредници кои што ќе ги водат разговорите и во име или ќе даваат некој приденец за име на македонската православна црква, ама во она соопштение не напишаа дека ја признаваат македонската православна црква. И сега кај сме? Никаде. Да, нема што постигнавме? Ништо не постигнавме. Постигнавме само штета. Значи сега практично си го земавме оружјето што го имавме во рака. Нашата мајка црква е Светин Климентовата Охридска архиепископија. Тој непресушен вруток на развојот и на животот на Република, на граѓаните на Република Македонија. И еве го сега дојде голем удар, ова што се прави денеска. Терористи во Македонија 36 од сите и тоа највидни граѓани. Професионалци, врвни професионалци, стручњаци од сите аспекти, честни, поштени граѓани, родолюби и така натаму, кои што треба да одговараат само заради тоа што си ја сакаат својата. Денеска се направи забуна, а многу се говореше за тоа дека веќе е направена, веќе е прекршен законот затоа што се приведени се пратеници, меѓутоа колку да објасниме, законот вели дека ако се одреди притвор, односно ако се бара одредување на притвор, тогаш се бара одземање на пратеничкиот имунитет. А што вели правото или има ли воопшто некаде запишано за ваков начин на приведување? Смее ли пратеник да биде приведен на ваков начин или бидејќи сепак не е се уште притвор, него ова информативен разговор или предпоставка како да го наречеме? Правата на пратениците ги гарантира Уставот на Република Македонија во членот 64 и ги гарантира деловникот на Собранието на Република Македонија во членот 53. Значи, согласно овој член 64 од Уставот на Република Македонија, значи пратеникот не може да биде земен на одговорност за искажано мислење или за гласање во парламентот. Втора работа, пратеникот не може да биде притворен без одобрување на собранието, освен ако е задачен на извршување на кривично дело за кое е предвидена казна од најмалку 5 години затвор. Собранието може да одлучи дури и да не могу да не примени одземање на имунитет, доколку најде дека постојат околности кои што тоа го оправдуваат. Но за ова ќе се расправа, јас денеска зборував со претседателот на комисијата. Токму заради тоа. Меѓутоа, едно да бидеме начисто и мислам и за нашите гледачи. Пратеник не може да биде приведен пред суд без да му биде одземен имунитетот. Значи законот уште во оваа фаза. Затоа што нашиот закон за кривична постапка познава 2-3 мерки за обезбедување на лица. Прво е повикување, се знае што е повикување со лична покана, со лична достава, со електронски и така натаму. Ако не се отповика на тоа повикување, значи може да се примени одредена мерка притвор. Втора работа е определување на притвор, ама тоа е во случаеви кога ќе се затекне солител на извршувањето на кривичното дело и каде што тој што ќе го плати, значи секој може да го притвори, затоа што го затекнал при извршување на кривично дело за кое е предвидена казна од 5 години и повеќе затвор, каде што секако дека заради одбрана и на собствените и на општествените интереси, законот го предвидува тоа право. И третото право, но во овој случај што го предвидува повикани, законот, тоа е приведувањето.
Значи, кој може да биде приведен согласно законот, согласно член 168 од Законот за кривичната постапка. Тоа согласно член 157, пардон, значи наредба за приведување на лице може да даде само судијата. И во таа наредба треба да се наведат основите дека постојат основи за потврдување, односно дека постојат основи за определување на притвор од член 165. Треба ли да имаат судиите во предвид дека се пратеници дел од сигурно, а тоа е прво. Дали постојат опасност од бегство, дали постои опасност да повтори кривично дело, дали постои така натаму. Тоа се тие околности. Пратеникот ли сега ќе го повтори кривично дело, ќе избега ли пратеникот и така натаму. Значи, пратеникот не може да биде приведен и без одобрение на суд, на собранието, кое што ќе му го одземе имунитетот по постапка што е пропишана во деловникот на собранието. Кога пратеникот, а веќе се легитимирале пратеници кои што се приведени, на кои за жал пред нивните деца им се ставени лисици, што е недопуштено, затоа што никој не давал присилба, значи присилба може да се примени само тогаш ако некој дава отпор. А овдека се покажува сила, се покажува снага, се покажува една нечовечност, една суровост се покажува. Не е прв пат, ова е пракса и на полицијата и на... Значи, тогаш кога пратеникот се повикал и кажал дека е пратеник, значи, соодносниот полициски службеник требало да го извести органот кој што му дал наредбата и да му каже дека е тој пратеник и дека тој може да го повика пратеникот да дојде во судот за да изврши негово сослушување. Но никако да му се стават лисици и да биде донесен или присилно приведен. Тоа е апсолутно недозволено и тоа е... Но се случувало и у Монатото и до сега никој не одговарал. На Уставот и законот. Едно дебилус, едно тотално непочитување нити на Устав, нити на закон, нити на овие одредби од членот 157 и 158 од Законот за кривичната постапка, нити од членот 53 од Законот од деловникот на Собранието на Република Македонија. Но каде да се жалиш? Значи, све е изгадено во не е конкретниот прв пат. случај. Значи, не е прв пат така да видиме... Сакаше да се создаде случај. Ми не верувам дека не знаат дека пратеник не може да биде приведен и пратеник без одобрение на Собранието не може да му се определи притвор. Кој би одговарал во овој случај за такво? Одлично прашање. Тоа ми беше втората поента. За ова треба да одговараат, и тоа безусловно, треба да одговараат наредбодателите. Треба да одговара министерот за внатрешни работи, треба да одговара директорот на Бирото за јавна безбедност кој што ги дале наредбите. Полицајците постапуваат така како што им се дадени наредбите. Тие ги извршуваат наредбите. Меѓутоа ги извршуваат наредбите што ги дале да се приведат присилно пратеници. Тие знаат дека пратеници не смеат да бидат присилно приведени и на овој начин и тие со тоа ги злоупотребуваат своето службено гласување и дека и тие со тоа вршат кривично дело злоупотреба на службената положба. А доколку има лепи случаи од судот така да постапат? Или судот како? Судот не знам сега како оди. Судот нема решение донесено за определување на притвор. Судот кој ги приведува нема донесено решение на притвор. Значи може да се приведе... Кој одредува, кој орган одредува дали тоа ќе биде насилно приведување, известување или не знам јавување или кој носи таква одлука? Значи, полицијата? Наредба за полицијата ја извршува наредбата што ја издава судот. Меѓутоа се знае во кои случаеви тоа може да се направи. Значи може да се направи во случај кога постават основи на сомнение дека постават основи на сомнение за определување на притвор, значи кога веќе е донесено решение за притвор, ако е донесено решение за притвор, а обвинетиот не може да се најде или бега, и третиот случај е кога повиканиот обвинет, уредно кој е повикан, не дојде. Не се појави. И тоа до 3 пати. И тоа до 3 пати, мислам, како, 2 пати, не, еднаш, како беше 2 пати црвеното картонче кога ќе дојде веќе следниот пат. Само тие 3 основи, а нема никаков основ овдека, еден пратеничка мајка на 3 малолетни деца, друг пратеник, трет пратеник, четврт пратеник се приведуваат на овој начин. А тие знаат дека тоа не го прават. Знае и судот. Да, имаше денеска, дури имаше... Затоа што судот не смее ова да го дозволи. Судот, ако го видел ова, а го видел, кога пратеници му носат со вртани раце, тогаш судот треба да реагира и тие што му ги привеле да ги ако ништо друго барем да ги исфрли од судницата, да ги исфрли од судот и
да ги опомене и да им каже дека постапиле незаконски. Меѓутоа, за жал, судот така не постапува. Денеска имаше и фотографија на социјалните мрежи од Митко Чавков со лисици на рацете, се уште во судот беше со лисици на рацете, се одеше таква фотографија. Дури имаше информации дека во бегство се под наводници, односно дека се уште трага полицијата по Бетмен Велити, по Борис Дамовски, па подоцна искоци информација дека тие кога чуле дека Борис Дамовски го барале на стара адреса и тој сам се пријавил, односно обајцата сами се пријавија. Како бегството на Едмон Темелко, човекот 10 метра не може да изводи и тоа поради тешката болест која го најавила, го држаа 2 месеца и му го нарушија здравјето и го загрозија животот. Така и овдека измислуваат. Значи, да се разбере. На господине Маневски, сите досегашни случаи поминуваат така, ние говориме за се и еве и сега, претпоставувам, ќе дојде ли ден кога некој ќе се земе на одговорност за нешто што прекршил? Јас веќе посочив неколку лица во овој случај кои треба да земени на одговорност. Тоа е за пукањето во собранието, тоа е за издавањето на овие наредби и за злоупотреба на службената положба за приведување на пратеници, за кои не постои никаков законски основ. Значи, јас сум бил толку години јавен обвинител, да ви кажам, кога ова слушам, си викам, Боже, што се случува, какви се овие институции, на кој начин ова се постапува, ама тие се, да кажам, во еден неверојатен грч, во еден неверојатен притисок. Ката дневно се врши притисок и на судовите, и на судскиот совет, и на советот на јавни обвинители. Значи, ова за 6 месеца све се стави под една лупа на една огромна контрола, на едно огромно влијание и на огромен притисок. Тоа ли е демократија, тоа ли е живот? Ова ли е враќање на животот? За ова ли се боревме? Па до каде се ова вака ќе стигнеме ние? Ја не знам, стварно, и ова што пред малку говоревме околу тоа. Имаше и коментар, уште еден шеговит коментар на социјалните мрежи денеска што го прочита, вика Македонија не е Македонија за демократија, дај да го вратиме кравот. Не сме ние за вако, ова што го говоревме пред малку, дали ова ќе ги уплаши граѓаните утре да излезат или не ќе ги уплаши? Ја мислам не. Ја напротив мислам ќе ги охрабри ова граѓаните. Граѓаните видоа со кого имаат работа. Видоа е дека имаат работа со луѓе кои што не фермаат ни устав ни закон, кои што преземаат ригорозни незаконски мерки. Се девалвираше институцијата протест на граѓаните. Значи, наместо кога ќе излезеа граѓани на улица како што студентите излегоа, кога беше за универзитетот, потоа кога, не знам, за загадениот воздух, сега некако се девалвираше протестот, се мора да е насилство, се мора да е... Тоа и беше целта на 27 април, токму да се постигне таков момент, за да може понатаму да се онеспособи инструментот на протестирање на граѓаните, искажување на незадоволство од чекорите политички или конкретни чекори на владата. И како што господинот Маневски го спомна, тоа се кршат еден по еден темелите на државата. Не е случајно ни постапката кон Македонската православна црква и потоа постапката на самата црква по однос на прашањата со автокефалијата и прашањето со Бугарската православна црква. Прашајте се денеска кои од православните верници во Македонија и колкумина од православните верници во Македонија ќе поверуваат на повик на некој епископ да излезе и да ја штити државата и православната вера или некој настан кој ќе ја допира понатаму црквата. Кој би ги послушал за тоа, имајќи го предвид тоа што го направија. Второ е она што се прави кон ВМРО ДПМН, значи притисокот, се со цел да СДС нема критична маса која би застанала спроти него. Да го спречи моментот на создавање критична маса. Но мислам дека тука многу се зафркнале по тоа прашање. Македонскиот народ знае да биде трпелив, но и знае жестоко да реагира и да казни. И мислам дека е дојдено времето во кое македонскиот народ треба да го крене својот глас, бидејќи ние се приближуваме кон сериозни проблеми по прашање на опстанокот на македонската нација и македонската држава и како идентитет и како територија, ваква како што знаеме. А во контекст на она што го зборуваше и господинот Маневски за одговорноста за приведувањето на пратениците, одговорноста за однесувањето кон пратениците и злоупотребата на службената должност на полициските службеници лежи исклучиво во Спасовски. Јавно го кажувам тоа, и во минатото, и во сегашноста, а согласно тоа, тие показатели е за очекување и во иднината, Спасовски се однесува крајно некоректно
во најмала рака некоректно, а јас ќе кажам дека неговото однесување е исполнето и карактеризирано со континуирана злоупотреба на службената должност и прекршување на законите. И на времето Митко Чавков имаше поднесено против него до управен суд тужби за прекршување на службената должност, односно противзаконито менување и поставување на полициски службеници, ги доби на управен суд тие пресуди. Кога бев јас во Министерството, истото тоа го направив откако без подпишана систематизација од моја страна, без согласност од моја страна, потполно истото го правеше, а се виде со која цел го правеше. И за истото тоа доби пријава до управен суд. Јас скоро година дена подоцна ги добив тужбите, кои потврдуваа дека Спасовски постапувал против законито. И во моментот кога дојде од 1. јуни наваму на позицијата министер, продолжи со притисоци и со противправно разрешување и поставување на полициските службеници, односно лицата кои раководат во Министерството за внатрешни работи. Сето тоа беше и тогаш и сега е со само единствена цел да се создаде таква структура во Министерството за внатрешни работи која токму ќе ги извршува неговите налози кои колку и да се против законите тие луѓе ќе ги извршат. И апелирам до припадниците на МВР дека извршувањето на наредба која представува кривично дело е казнива работа. И ќе сносат одговорност токму. Може би не имале полицајците информација како полицајците, како што каже господинот Мајовски, спроведуваат наредба, ако некој им дал наредба, тие ќе спроведат. Знаете како, Анита, прво полицајците мора да го познаваат и кривичниот законник и мора да го познаваат, особено добро мора да го познаваат правилникот за работа во Министерството за внатрешни работи, односно за полицијата, каде што се регулирани кога се приведува лице, во кој случај што е приведување, што е задржување на лице, што е легитимирање, што е преглед, што е претрес. Значи сите постапки се тотално регулирани. И полицајецот е должен да ги познава, бидејќи таму има една, да кажеме, меѓу другите, вика влегување во дом и други простории без судска наредба. Е дозволена при извршување на кривично дело, затекнување на лице кој извршува кривично дело кој се казнува со најмалку 5 години затвор. Но има една флоскула за која што јас одамна апелирам во јавноста од кога сум новинар, има во законот има и многу дупки, има една флоскула кај што вели основано сомнение. И се секој полицаец ќе ти каже дека имало основано сомнение или да те претресе или да ти влезе во домот. Не е така, не е така. Тој може да каже дека има основно сомнение, не основано сомнение, туку основно сомнение дека вие во себе поседувате, да кажеме, наркотични средства. Но не може да ви изврши претрес, може да изврши преглед, а прегледот е следен. Извадете, господјо, ве молам, на маса се што имате од чантата и од џебовите. А исто ти се фаќа, дали ќе врсне тој или ти, мислам, малтретажата е иста. Не е исто. И како што и не може да ти изврши претрес на моторно возило, мора да изврши преглед на моторното возило визуелно, не да чепка. Или да го задржи додека не добие судска наредба, евентуално. Треба да има, не може. Може да го задржи доколку сторил кривично дело. И видливо е стореното кривично дело. А повреда на дом и други простори се знае во кој контекст. Но да не се оддалечуваме од темата. Во друг контекст тоа да го кажам. Сакам да го кажам во контекст на тоа полициските службеници кои ги приведувале пратениците морале да знаат кои им се овластувањата и што смеат да применат. И своите предпоставени да ги предупредат. Оваа наредба која сте ми дале не може да се изврши бидејќи тој човек е пратеник. Ако не го знам дека е пратеник, кога сум влегол во неговиот дом, и кога ми се легитимирал, така е. Тие се легитимирале, требал да застане и да го извести предпоставениот и да каже оваа наредба која сте ми ја дали, јас не може да извршам, човекот е пратеник, има посебен статус и имунитет, јас можам да му врачам покана ако имам да се јави во толку и толку часот во Како е процедурата сега? Ќе се вратиме и да видиме што сега ќе се случува, но одиме уште на еден краток блок реклами, па да видиме и најновите информации од судот кои ги добивме пред малку.
Назад сме во студиото, говориме за приведувањето, апсењето, барањето притвор сега понајново на 36 јавни личности од Република Македонија, што пратеници, актери, лекари, организаторите на протестите за заедничка Македонија и така натаму, вкупно 36 на број, меѓу нив и екс-министерот Митко Чавков. Последната информација од судот, неофицијална, морам да кажаме, ова првата што ќе кажеме, дека веќе има одредено притвор за некои лица, куќен притвор за неколку лица, а според информациите на МИА, последно е дека Кривичниот суд до Собранието на Република Македонија испратил барање за одземање на имунитетот на 6 мина пратеници. Значи, според оваа информација, барање од судот до Собранието веќе е пристигнато за одземање на имунитетот. Како што налага деловникот на Собранието и законот за имунитетот на пратениците, прво ова барање доаѓа до Талат Джафери, односно председателот на Собранието, чинам ако не грешам, потоа тој го доставува до комисијата. Која во рок од 2 дена треба да одлучи, а Собранието со извештај, а потоа го доставува тој извештај на пленарна седница на Собранието, која треба да одлучи во рок од 3 дена од доставување да гласа. И со мнозинство гласови, ако гласа со мнозинство гласови, тогаш се одзема имунитетот на доколку не гласа, тогаш не. Така, што се случува со приведените во овој период, бидејќи еве реално така имаме барање, па Талат Джафери до еден ден, комисија 2 дена, собрание минимум една недела. Што се случува во тој период со луѓето остануваат во притвор или не знам каква е процедурата? Тие треба да бидат веднаш пуштени на слобода. Така. Без дискусија и без било какво одлагање. Тие и денеска се држат и денеска противправно им се лишени од им е ограничено правото на слободата на движењето. Значи тоа е противправно действие што го презема денеска. Мислам дека овој случај, ја сепак можам да си дозволам тоа да го кажам, после 30 години јавен обвинител и судија и така натаму, и министер за правда, дека од овој случај нема ништо да биде. Ова ќе биде само една голема измама за граѓаните и еден голем товар на приведените и на осумничените 36 лица и на нивните семејства. Ова ништо нема, овдека нема никакво дело, овде нема никаква одговорност. Луѓето се џабе земени на врат со едни лажни пријави, лажни обвинувања дека сториле нешто, што сториле тие луѓе. Па гледаме ние во Македонија не е кој неколкава држава, сите знаеме и сите видоме што се случи во Собранието. Така да мислам дека ова е голем скандал, огромен скандал. Огромна незаконитост е ова. И за ова ќе се носи одговорност, затоа што ова е конкретно действие со кое го нарушува угледот и честа на 36 луѓе. 36 луѓе против 36 луѓе најсурово се постапува со тоа што во раните утрински часови се малтретираат и нивните семејства и пред нивните семејства и така натаму. Значи за ова еден ден ќе се сноси одговорност. И сега кога сум на оваа тема, морам тоа да го споменам, значи во овој контекст, значи подземјето и политиката. Ние сме сведоци уште од пред неколку месеци на спрегата на СДСМ со одредени структури од подземјето. Видовме кои лица ги пушти од затвор. На кои лица им го прекина издржувањето на казната затвор пред изборите. Туку што ми пристигнува информација, конкретна информација. Игор Дурловски 30 дена притвор. Жаклина Пешевска куќен притвор. Ова е последната информација. Предложете. На претеничката. Така. Срамота. Како може да ја определи притвор кога не ја да се разбереме. Денеска еден ме праша. Да, ако се определи куќен притвор, дали е тоа притвор? Исто е. Тоа е исто притвор. Притвор што ќе го издржува дома или притвор што ќе го издржува во шутка. Тоа е исто. Тоа е иста мерка притвор. Не е барање за притвор. Па вие ми прочитавте дека е определен притвор. Не, барање, значи веројатно барање, па тоа барање е испратено до собрание. Не, вака. Ние денеска добивме веќе нели таа информација простори во јавноста дека обвинителството барало мерки за сите. Не, судијата. Значи сега сме дојдени во ситуација кога и судијата бара притвор, а тоа веројатно се праќа до собранието и се бара одобрување, односно не, судијата, да се разбереме, судијата бара само, не може да бара притвор. Само бара да се одземе имунитетот.
А така? За да може а не она да бара притвор 30, 15 или 20 дена, оти притворот не мора да биде 30 дена, може да биде 5 Сакате ми кажете дена, може да биде дека јас 10 сега ова дена. информација што ја добив, дека дури и да е во форма на барање по имунитет, не може да биде. Недопуштено е тоа. Недопуштено. Она треба да бара од собранието до собранието на Република Македонија, поднесена е кривична пријава против тој пратеник, со овој барање да се определи притвор. Ве молиме, ви го праќаме на ваша надлежност да одлучите за одземање на имунитетот на пратеникот, за да може судот да постапува по барањето на јавниот обвинител. Тоа е процедурата. И нема собранието да одлучува притворот ќе биде 15 или 30 дена. Мислам дека судијата има право сега да одлучува. Нема право да одлучува. Додека не собранието, судијата нема право, треба да запре. Затоа што собранието може да рече не го земам имунитетот. Да, кој ќе одговара за действијата што ги презема денеска судијата? Што го малтретира човекот? Кој ќе одговара за тоа? Собранието може и ако не бара пратеникот, собранието може да каже не му се одзема имунитетот. Има таква уставна можност, така? Да. Према тоа, кој ќе одговара за тоа? И ова мислам, ако е вака направено, како што вие прочитавте, очигледно тој што го направил тоа не го отворил законот, има многу спекулации, меѓутоа правниците не наседнуваат на такви спекулации и тоа е а ако е така, тоа е флагрантно кршење на законот. Така, утре веројатно ќе бидат појасни многу работи, ќе знаеме што се случувало на самиот крај сме од емисијата. Ајде една завршни зборови, што очекувате од сето ова, како ќе заврши, до каде ќе стасаме, уште колку време ова, бидејќи сепак судските процеси доколку почнат и да не е за пратениците, меѓу овие 36 луѓе, еве како што прочита Фигур Дурловски, нели, истакнат уметник и оперски пејач кој што не е пратеник, може да му биде и живее во Германија, да може да му биде одреден притвор. Тој ќе трпи сега штета и по кариерата. И по кариерата, така да. Тој е представник на Македонија, тој е вистински културен представник на Македонија. Човекот трпи штета, трпи државата штета. И добро, еве што правиме, ќе почне судскиот процес, судските процеси во Македонија траат. Од правен аспект, еве сега како јас гледам на работите. Значи ќе биде истото сценарио како што се постапува по предметите, по обвиненијата поднесени од СЈО. Значи секојдневни закани, значи ќе ги судат луѓето и на смртна постела како што се закануваат, тоа е тотално неодговорно и одвратно и многу е сурово и многу е нечовечки. Значи ќе ги одложуваат судењата на 3 до 5 дена, ќе определуваат 2-3 термина за тие да ги пресудат случаеви, а случајот на Зоран Заев за подкуп ќе го 16-ти пат го одложуваат и сега го одложуваат дури за крајот на декември. Што ви говори тоа? Ви говори ли тоа дека треба да дојде нов обвинител, како што го повлече првото обвинение за Зоран Заев, Зоран Берушевски, неговата сопруга и така натаму, да го повлече и ово обвинение, да каже нема докази дека е сторено кривично дело. Ја мислам и тоа и се подготвува. И овие обвиненија, лажни обвиненија, ако поднесат и ќе бидат тотално неосновани и притворите ако се определат, ако се поднесат уште повеќе обвиненија, тоа ќе бидат лажни обвиненија, срачунати само кон тоа да се држи една тензија, да се влијае на политичката состојба во Македонија, да се разнебити Македонија. Со сите овие собитија што се случуваат, ако иземете да ги поврзете, да ги наредите коцките, да ги ставите на маса, ќе видите што и се спрема на Македонија и се спрема да го смени името, и се спрема да го смени идентитетот македонскиот народ, и се спрема да се еви и црквата и по неа. И се сардисани од сите, Македонија е сардисана од сите страни. И затоа македонските граѓани ќе ги земат работите во своји раце. И тие ќе се борат да зачуваат државата. Не може да се уништи една партија како што е партијата ВМРО ДПМН, која има 400 и 500 илјади гласови, која што не победила на 11 избори, со овие лажни и фалсификовани локални избори, ова што се одржа сега пред еден месец-два. Така да мислам дека е ова едно сценарио, големо сценарио за рушење на Македонија и сега мислам дека граѓаните на Македонија се свесни и веќе сватија за што се работи. Лагите завршија браќање на животот, каков живот кога се зголемуваат акцизи, кога не се зголемуваат плати, не се зголемуваат пензии, туку се намалуваат, кога се вршат
отпуштање на работниците од работа, се бркаат. Само 70 души од собранието, од обезбедувањето, во борка со овој случај, тие се и административни работници, по 5, 15, 20 души, па и бремена жена од 8 месец бремена се ја ставиле таму во една општина и ја распоредиле да чисти улици на ова зимско време. И така видите како се постапува. И ова, сега да го кажам, за тоа што ова ми дава за право тоа да го кажам, значи точно е тоа, се остварува она проклета закана од Зоран Заев дека ќе јадеме живи луѓе. Тоа е она што се остварува денес. И ова што се прави со овие постапки и ова што се прави со овие луѓе кои што се изложени на секојдневен притисок и кои што се изложени секојдневно стрепат за тоа за нивното работно место, цимнати 5 места доле, избркани на улица и така натаму, каде што нема вредност денеска нема отстапување. Јас Борбата за државата мора да продолжи. Јас постојано велам дека политиката малку преголем замав се зела во Македонија од поодамна, не од сега. И има професии во кои што политиката буквално не смее, треба да има мораториум, не смее да ги пипне, значи кај лекари, кај суди, кај во школството. Во подземјето нека влезе, нека ги пипне од подземјето. Тие што ги користеше во локалните избори да ги вршат прљавите работи, нели? Ама сега тие можете лесно да ги излажете, меѓутоа тие не се откажуваат од сето тоа. Гледате што се случува. Што им ветено треба да се реализира? Тоа им ветено треба да се реализира. Секојдневно се пролева крв по улиците на Скопје и други градови на Република Македонија. Нема за последниве 30 дена неколку убиства има само во Скопје. За честија, да. Кој е мотивот на тие убиства? Има рекетарски на криминални банди. Криминални банди или рекет или све друго што е она дрога, рекет и така натаму што е овој подземна работа на подземјето. За жал мислам дека СДС нема да застане тука и дека и ова што се случи денеска како случај ќе трае долго. Ќе трае долго бидејќи концептот кој го имаат поставено пред себе е да ја замајуваат македонската јавност и да ги малтретираат луѓето и да праќаат пораки дека еве ако не си седите дома и не чекате ние да ја си ја завршиме нашата работа против државата, ќе ве снајде ова. Мислам дека тоа ќе продолжат да го прават, посебно вака добро расположени, така да кажам, за прекршување на службените овластувања и должност од страна на Министерството за внатрешни работи, веќе Спасовски ќе си ја тера таа приказка. Тој си има зацртана агенда по тоа и тој ќе го работи тоа. Но ги повикувам и граѓаните на Република Македонија. Ќе си го дозволам тоа да го кажам и од позиција на некогашен министер, дополнителен заменик министер, и од позиција на универзитетски професор кој се занимава во сферата на безбедноста и конфликтите. Ги повикувам граѓаните на Република Македонија да не се плашат, бидејќи силата е само во граѓаните на Република Македонија, да дадат поддршка на апелите на ВМРО-ДПМН за искажување на граѓанско незадоволство и да бидат свесни за тоа дека СДС ја отвори Пандорината кутија на спиралата на насилство. Буквално ја вратија државата во 94 година по однос на пресметката односно состојбата со јавниот ред и мир, односно со криминалитетот, а по однос на политичките слободи и права на граѓаните, допрва ќе се враќаме наназад и можеби ќе дојдеме во ситуација да кажеме и срекне нова 49 година, затоа што матрицата која ја носат е таква. Господин Андонов, нагумина дури од подржувачите на ВМРО-ДПМН, не за сега, за овој период, зборам за периодот на причинската влада, токму ВМРО-ДПМН го обвинува за пасивност и зашто трпи и зашто дозволи да се случуваат сите оние работи, зашто поагресивно не настапи. Еве, зашто не излезе од собранието кога се избра, зашто остана се уште во собранието. Разбирате за кој да зборува. Секоја од активностите кои се случуваа во овој период и одлуките кои ВМРО-ДПМН ги донело, веројатно на извршен комитет, веројатно имало расправа некоја по тоа прашање, се сум член на органите на ВМРО-ДПМН. Беше ли благ, беше ли мек ВМРО-ДПМН? Мислам дека ние можеме тоа да го гледаме од различна перцепција. Да, може да кажеме беше мек, но може да кажеме и дека се обидуваше да укаже на потребата од демократски процедури.
но и дека имаше и политичка прагма во одлуките. Еве вие спомнавте една работа. Ако ВМРО ДПМН излезеше од парламентот, мислите дека немаше да успее Заев да направи мнозинство? Со тоа што немаше да има никаква дискусија и со тоа што немаше граѓаните да имаат прилика да слушнат што конкретно им се случува, Но кога СДСМ немаше друг начин излезе. Како беше непослушно, опозицијата го напушта собранието и протестите. Тие две работи не може да се споредуваат. Значи, прво реков, ВМРО ДПМН укажуваше на законот за двојазичност, укажуваше на договорот со Бугарија, да беше надвор од парламентот ВМРО ДПМН, до сега ние ќе го имавме поминато и реализирано законот за двојазичност, ќе го имавме ратификувано договорот со Бугарија за добрососедство, така наречениот за добрососедство, и многу други работи ќе поминеа многу брзо. ВМРО ДПМН треба да остане во парламентот, од моја гледна точка, но треба да го блокира парламентот во својата работа, во потполност да го блокира, да биде потполно неспособен парламентот за било каква работа. Пратеничката група на ВМРО ДПМН и во комисиите, и во пленарните седници да направи тотална блокада на собранието. Било што. Но, која е разликата со она што СДС го правеше? СДС беше воден и насочуван од надворешни центри во водењето на специјалната војна кон Република Македонија, и СДС е внатрешниот тројанскиот коњ во водењето на специјалната војна. Да, но кој рече некој од аналитичарите, чинам, поправите ме ако грешам, дури или беше колешката Мирка Велиновска, можеби кога напише колумна дека се што кажа Заев, дека ќе биде бидна. Се што кажа Груевски, зборувам за период пред. Заев кажа ќе бидам премиер, Заев кажа СДСМ ќе прави влада и се бидна. Значи, доколку навистина постојат тие странски планови што ги велите, очигледно добри моди. Многу се намачија да дојдат до овде и тоа повторно, јас ќе кажам, благодарение на манипулацијата на граѓаните. Ги изманипулираа граѓаните. Клучната манипулација беше преку така наречените бомби и преку предизборниот и изборниот инженеринг за изборите на 11 декември 2016 година. Тука беа клучните моменти. Се потоа беше на друг начин креирано. Јас мислам дека ВМРО ДПМН ќе остане на браникот на Македонија, значи ќе остане со граѓаните на Република Македонија, ќе брани ова држава. Да сакаше ВМРО ДПМН да ги изневери граѓаните на Република Македонија, ќе го прифатеше онај договор, онаа тиранска платформа, како што без размислување ја прифати Зоран Заев, меѓутоа ВМРО ДПМН е татковинска партија, ВМРО ДПМН е народна партија, била со народот и ќе биде со народот, и народот ќе најде заштита само во рамките на таа партија. Ова предавничка политика што води Зоран Заев и неговата врхушка од СДС ќе биде на краток рок. Овака повеќе не може, веројатно повеќе неки може да се издржи, затоа што состојбите во државата мора да се менуваат. Ние ВМРО ДПМН се наоѓа веќе 2 години по еден жесток притисок на тоа специјално јавно обвинителство кое за жал се финансира со државни средства од буџетот на Република Македонија. Меѓутоа селективно гони само функционери, целото раководство буквално на ВМРО ДПМН и функционери и членови на ВМРО ДПМН. Овие од ДУИ и од СДСМ како да се по некое стаклено звоно. Тие како да се чисти како сол за ништо не сториле. Кој може да истрпи таква селективност? Може ли некој да поверува дека само се овдека е црниот ѓавол, а овие другиве се чисти како свет како да ништо не направиле тие. Таа селективност, тој притисок што го врши тоа СЈО, без овластување сега, без закон. И мислам дека тој јавен обвинител што покрена кривична постапка против овие недолжни граѓани, сега 36, да покрене кривична постапка против обвинителите, кои што спротивно на членот 22 од Законот за специјалното јавно обвинителство и понатаму ги повикуваат граѓаните и вршат влијание, и вршат притисок, ги сослушуваат, покренуваат постапки, а немаат овластување. Немаат овластување. Не се продолжило овластувањето. Како ќе се продолжи?
И што ќе им ги тие? Посебна До 30 процедура. Значи, јуни тоа или е- 30 мај, како беше? Тоа е 30 јуни истече 30 мандатот. јуни. 30 јуни. За Тоа е- поведување постапки. СЈО е Забран. специјална агентура на СДС и работи по тој команден центар. И седово ова функција за рушење за рушење на државата Република Македонија и за рушење пред сега кога срушите ВМРО ДПМН и ја рушите кој ќе ја чува државата, на кој начин ќе се брани Организирано се државата? мисли на тоа, Организирано организирано, постапуваат и континуирано преземаат одредени действија. Што беше она упадот, да речеме, кај председателот во среде изборна кампања, кај председателот на Основниот суд Скопје 1, порнешниот председател, со налог од судот во Гевгелија, кој што нема никаква надлежност, со еден лажен налог. И за тоа никој не одговара. Ќе одговараат Имаше дури обид за подметнување тоа. еден ден ќе одговараат и за тоа не овие работи не застареваат. Јас не сум видела Не да сега застареваат овие судија работи. обвинител да одговара, господин Ваневски. Во целата Ќе ова мора. моја кариера од 20 мислам години, дека- никогаш никој не... А имало многу утки кај судиите и кај Не се имуни и тие не треба да бидат иземени. Секој што сторил одредено казнено дело, дали е судија, дали е обвинител, Да не треба останеме на муабет, треба да пак, одговара, како да и не многу останеме пати. на Знаете муабет. како- Меѓутоа, ова што се прави, ова е фрлање на прашина во очи на цела јавност. Законот говори дека немаш право да преземаш, да спроведуваш истраги, да повикуваш граѓани, а ти тоа секојдневно го правиш. А зошто ти се тие материјали? Да вршиш влијание, да вршиш притисок, да вршиш уцени, да се врши рекетирање и така натаму. Тоа е тоа. Од тие не може да поднесе обвинение, не може да ништо да направи со тие материјали. Што ќе им се тие материјали ако не за ова работа и ако не беа во целосна функција на изборите, толку граѓани да уценуваат? Зошто чуваат 290.000 чисто приватни разговори на граѓаните? Зашто не ги уништат? И тоа ја го говорам веќе по пети пат. Меѓутоа, тие материјали служат кога ќе најдат за притреба, еве имате вие, да не кажам, тој и тој, имате таму разговор еден, да го видите или ќе видите сведок или ќе тврдите ова или она. Или нема да бидете политички активни, такви работи. Па дури сега се бара една монструозна работа да се заврши со овој законот за заштитени сведоци, каде што на Катица Јанева треба да и се даде како да е некој апсолутен господар од Луј 14, да она определува како мерка промена на идентитет, сама лично. Иако за тоа постои институција, совет во рамките на Министерството за внатрешни работи, во кој членуваат министер, јавен обвинител на Македонија, председател на Врховен суд, директори и така натаму, значи тоа е едно тело кое што треба да одлучи, а не да го дајете вие такво областување да дајете на еден човек, па тоа е како да се направиле самоубиство. Затоа што никогаш не знаете кога ќе ве осудат и кој ќе ве осуди. Еден човек не знаете како ќе стане тој заштитен сведок, ќе сведочи дека сте направиле тоа и тоа, судот ќе го земе тоа здраво за готово и ќе ве осуди. Тоа е тој притисок што секојдневно се врши. А тој може да биде заштитен сведок од крайно лукративни причини. Ќе ми овозможат промена на идентитет и убави пари да живеам некаде на екзотично место цел живот, а вие лежете затвор. Да. Тука се недоследностите и неправилностите. И да не зборуваме за еден куп други работи кои допрва ќе ги видиме понатаму кои СДС ги подготвува како законски решенија, а што всушност нема да придонесат кон ништо позитивно во државата, туку напротив ќе ја стават државата во тотално заробеништво. Еве, верувајте ми, ќе имаме прилика и понатаму да разговараме како ќе доаѓаат законските решенија кои СДС ќе ги нуди посебно во областа на безбедноста, во Министерството за внатрешни работи закони кои ќе се однесуваат, ќе видите како ќе се менуваат работите и што ќе прават. И ќе правиме паралела за системи за кариера, за демократско однесување, ќе разговараме и за системи за прислушување, и за прибе ќе зборуваме, ќе имаме прилика да видиме. Затоа што тоа е целата таа приказна која тие како матрица ја носат реков. И лично ќе се заложам за тоа да со промена на оваа ненародна власт се одговара и за велепредавство. Мислам дека господин Маневски тој дел го прескокна, бидејќи од тука се почна. Од узурпаторското однесување на 27 април. За узурпаторското однесување прво треба да одговараат Зоран Заев и неговата клика од СДС, па потоа да се одговара редоследно дали некој предизвикал учество во толпа и нарушил јавен ред и мир или повредил некого. Мора да се знае кој го испровоцира настанот и со кој цели. Тоа
а тоа како узурпација се нарекува велепредавство. Но И тоа еден ден ќе се одговара. Но тоа остана, значи сите велеа и експерти дека изборот на Талат Џафери таков каков што беше против Нелегален, сите против закони уставот, и против против закони, деловникот. против деловникот на Дури ги пребројуваат дека имало и помалку пратеници. пратеници и така имаше, натака. Јас очекував дека кога помина целата фама, очекував дека ќе се повтори барем нели навидум да се повтори изборот по деловникот. Тоа не се случи. Талат Џафери ден денеска е председател според она зашто За мене сите вие лично е велите дека е узурпатор, не е председател. Меѓутоа Но- ја извршува функцијата. Но не се случи ништо за да се, условно кажано, повтори процедурата, затоа што тоа само покажува колку се тие самозадоволни од тоа што го направи, колку се чувствуваат мокни, дека може така да Но настапува. Европската унија не реагираше, реагирала за многу други работи, а овој Европската пат унија не честитка реагираше ни за стигна. изборите. Европската унија и денес не видов дека реагираше да каже нешто. Да. Немаше. Ја не знам зашто доваѓа 3000, 5000 Наблюдувачи на избори, а од не ОЦ, реагираат. А ништо не гледаат. Јас во едно избирачко место бев каде што и во една општина каде што десетици илјади флаери пуштија истиот ден кога беа изборите и тоа со највулгарен напад на градоначалникот кој што беше кандидат на изборите. Тоа не го гледа. Тоа тие наблюдувачите воопште не го гледаат. И кој ќе му го дадете, кој ќе му го кажете, едноставно само ќе кажат дека изборите биле спроведени регуларни и така натаму со мали недостатоци, тоа е таа фраза и формула која што се применува. Мислам дека такви наблюдувачи кои што не допринесуваат за регуларност на изборниот процес, очигледно дека немаат никаква стврка во наредниот период, затоа што тие сега беа во служба на една партија. Значи се превзеде само да победи СДСМ. Како може тоа да анкетите пред месец дена да покажуваат една состојба, а после месец дена до таа мера да се претумба тоа јавно мислење, за да може да се направи ова што се направи. Тоа е тој инженеринг кој што се направи. Се направи голема уйдурма уште со самото печатање на материјалите. Како може да се најде 960 ливчиња таму во различни општини таму од Карпош, не знам во Битола, од Охрид, не знам каде така. Што е тоа? Па вие знаете кога беа парламентарните избори, само за еден подпис се викаше се каде е Кочанот. Вештачење се правеше. А сега не се прави ништо. Сега едноставно ништо не постои, ни еден приговор не беше уважен, ни една тужба не беше усвоена. Значи све е во рамките на колотечината, нарушање на законот и на устоличување и одржување на власт на една врхушка што е сега на власт. Меѓутоа тоа веќе на народот таа приказка не му се продава. И таа народот веќе таа приказка отиде таа приказка животот, ама еве го видовме каков е животот со секојдневни убиства по улиците, со една несигурност. Граѓаните треба да се понашаат како што се однесува во одредени времиња, а се смрачи за мандалија вратата, тоа ли е животот на крајот на криштата? Демократија, слобода, ова ли е демократија? Ваква ли демократија ќе се бориме? Денеска јас заборавив, имаме уште малку време, сега ми јави од режија, можеме малку да продолжиме. Денеска имаше изјава и од ќерката на Митко Чавков, дадена за телевизија Нова по неговото апсење. Прв пат госпоѓата, девојката, излегува во јавност и даде една горда изјава каде што кажа дека мојот татко целиот свој живот работи во МВР, чувајќи ја, работејќи на заклетвата која што ја дал како и секој полицаец дека ќе ги чува законите. Пред да се одјавиме, би сакало на човечка димензија да отидеме на неа, да го погледнеме прилогот на колешката Данче, ќе се вратиме да го искоментираме и да завршиме барем со нешто убаво и со некој така човечки апел и апел за владење на правото чинам, нели? Ако може рече да го погледнеме прилогот. Лицемерие е човек кој цел живот се борел против созбивање на безброј терористи. Сега да се третира како терорист. Со солзи во очите раскажува ќерката на Митко Чавков, екс-директорот на Бирото за јавна безбедност, кој во 5 часот утрово беше уапсен во својот дом пред очите на својата фамилија. Татко ми целиот свој живот го има посветено, целиот свој живот и кариера ги има поминато во МВР, каде што посветено и пожртвувано. Значи се грижеше за заклетвата што има дадено, дека ќе ги брани и чува законите и уставот на земјава. Покрај тоа што сите знаат дека има проблеми со срцето, дека пред 3 месеци се оперираше, не ни дозволија значи да му пружиме, да му дадеме потребната терапија, покрај тоа што знаат дека со тоа се загрозува неговиот живот. Така зашто сакам да кажам дека ниту оние кои што власта моментално ги ослободува од затворите, не го добиваат овој третман.
Само едно знам, дека татко ми целиот свој живот не учел, не воспитувал, дека треба да си ја сакаме и браниме државата и дека нема никаков грев, освен тоа што си ја сакаше и чуваше државата. Брутален упад, превртен дом, закани, расплакани дечиња. Вака започнало јутрото на претеничката Жаклина Пешевска, откако во 5 часот изутрина маскирани полицајци и алфи насилно упаднале во нејзиниот дом. Без предупредување започнале да превртуваат дел од имотот на претеничката, додека нејзините 3 малолетни деца плачеле од страв и ги молеле полицајците да не го прават тоа. Наводно, еден од полицајците им се обратил со зборовите «Бегајте да не ве гледаме», а потоа и замавнал по малолетните деца, на што остро изреагирал нејзиниот сопруг. Вистинска голгота во раните утрински часови доживеала и фамилијата на еден од најпознатите актери во земјава, човекот кој ги презентираше неоткриените убавини на Македонија серијалот Истражија Македонија, Владо Јовановски, кој утрово бил уапсен како најголем криминалец пред очите на неговото семејство. Екс-директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, претеничката од редовите на ВМРО ДПМН Жаклина Пешевска и актерот Владо Јовановски се само дел од 30-тината приведени лица по наредба на јавното обвинителство, а во врска со истрагата за насилствата во собранието од 27 април. Го погледнавме прилогот, значи човек кој што целиот свој живот работа за зачување на законите, сега се наоѓа за обвинение за тероризам, можам само да претпоставам колку е тешко. Значи, секој треба да одговара за тоа што го направил. Тука нема полемика. Никој не го оправда насилството во собранието. Тука не може да се оправда, нели? Никој не оправдува насилство, никој не оправдува. Меѓутоа, терористичко загрозување на уставниот поредок за човек кој што бил министер, па тоа е некако удари за самата држава. Значи, вие сте имале министер кој бил терорист. Кој бил терорист, така излегува работата. Ова кој ќе го слушна, верувајте, ми се мати у главата, ми се дига косата како може нешто такво да се... Ја не можам уште да поверувам како можеше нешто такво на ум да им падне. И сега, кога говориме ние за достоинството, значи, основно начело во законот за кривичната постапка е човекот е невин додека не се докаже неговата кривица. Ниту мерките превземени од страна на судот не смеат да бидат на штета на тоа што рековме ќе трпи професионално. Се мора да се има начело е исто така да се почитува и да не се навредува човечкото достоинство. Овдека што се прави? На човекот не му се даваат лекови. На еден темелко не му се даваше да се лечи во здравствена институција. Значи, не пружа отпор, се врзува. Кој пружа отпор? Никој не пружа. Барем не чувме до сега дека некој пружал отпор. На крај краишта пратеник па ќе пружи отпор и така натаму. Значи, она што е во основно начело во законот за кривичната постапка, уште еднаш да го повторам, тоа е презумпцијата на невиноста. И таа мора да се почитува до крај и сега кога се многу говори за сите овие работи, секогаш треба да застанете да имате пред себе дека пред вас стои човек кој што има свое семејство, деца, малолетни или полнолетни, не е битно како, меѓутоа за него стои цела фамилија. Вие можете ли така да се однесувате према еден таков човек? Толку сурово и толку нечовечки, да не му дадете да се лекува. Што треба да ги извести своите колеги каде што има настапи во Германија, Миланската скала, дека извинете, јас сум во затвор за тероризам. Па знаете кога ќе го повикаат повторно без разлика дали ќе биде осуден или не? Никогаш. И таа штета по неговата кариера? Па не се работи. Да, точно е тоа еден врвен великан во тој свет. Меѓутоа тоа се десува со сите други лица. Сите имаат свој идентитет. Како пример го дадов, токму така, јас како еден пример, меѓутоа тоа важи за сите. Ама токму затоа ја го говорам тоа, мора да се води сметка пред се за личноста. Човекот е човек и човекот е невин, тоа дека не се докаже невиноста со правосилна пресуда. А каде имаме ние таа правосилна пресуда? Се тоа што се збори, што се труби на 300 начини, не знам што направиле ова, ништо не направиле, само терористичко загрозување на безбедноста на државата. Игор Дуловски може би има закажано наредната недела настап, кој што ќе мора да го откаже. А притворот рековме дека се одредува, се знае точно по кој 3-4 точки. Па сигурно. Игор Дуловски е во оваа земја, се јавуваше на сите. Човекот 3 месеца не одеше и откажа
откажа представи само заради тоа да допринесе, да го даде својот личен придонес, затоа со на крајот си даде оставка од директор на МОБ за да замине на школување во Германија. Така. И таму се пресели да живее. И сега тој човек, кои се основите за притвор на тој човек? Не знаеме уште. Меѓутоа, никакво дело, никакви основи за притвор. Реваншизам, ова е... Интересна работа која е како структура на однесување кај СДС-а, тоа е беззаконието. Сакањето да се примени, да не се испочитува законот, да се примени сила во секој можен момент. Врз секој човек, токму да се наруши човечкиот однос, да се наруши правото, односно презумпцијата на невиност. И вие спомнавте како сега утре Игор Дурловски ќе објасни на колегите зошто бил затворен и како понатаму ќе го повикаат. Се сеќавате ли на еден случај за Ел Масри, се викаше случајот, кога човек го беа собрале на аеродром по исто име. Исто име. Не, имало слично име со оној кој што го барале, некако така беше. Слично. Да, така нешто. Го држеа 21 ден. И не знам колку, па и подолго го држеа, па го предадаа на американците, па беше циркус тоа. Тоа беше циркус. И не осудија уште во Страсбург. И не осудија поради тоа. Тоа се случи во времето на СДС. Точно ги знам луѓето од МВР во тоа време на СДС кои беа извршители на тоа дело. Ниеден од нив ден денес не одговараше за тоа дело. Значи, тоа е правдата. Не се ни расчисти воопшто информацијата. Авион на ЦИА, кој што не бил никаде регистриран, без ознаки, како беше, како слетел и го однел. Така се зборуваше во Страсбург при тужбата на Ел Масри. Знам целиот случај, сум работел на него и точно го знам како се случило и кој сведочеше и кој и возоснова на кој исказ ја осудија Република Македонија со 50.000 евра и да ги промени законите и така натаму. Меѓутоа, оно што сакам да го кажам тоа е дека секогаш кога СДСМ е на власт е криминалот во порфред. Јас подолго паметам сум бил во повеќе институции. Значи, ако се вратиме само у тие 90-те години кога ги навоѓа луѓето врзани за Бандера, кога ги навоѓа значи во сомнителни убиства кои ден денес се рачистени. Односно сомнителни самоубиства беа. Да, како сомнителни убиства, а прикажани како сомнителни. Говориме за службеничката од МВР. Кога од кабинетот на министерот за внатрешни работи тогаш на МВР открадоа 28 килограми најчист кокаин. Кога ја ограбија кога го ограбија другите штедилници. Значи кога покрај овие криминални однесувања, кога ништо не се мислеше за државата, туку се мислеше само за личните интереси и кога се создаде една номенклатура на исклучително богати луѓе кои што... Јас сепак сакам да верувам дека правото си е на место. Сакам да верувам дека има секој на крајот тоа да го тврдам. Значи, управото, управните норми. Дека има и адвокати и суди кои што си се на место, кои што си е работата и за кои што веројатно ке словото на законот си го почитуваат. Искрено ќе кажам дека и мене ме изненади ова. Ние не велиме дека сите во МВР се беззаконици, дека судиите беззаконно настапуваат или обвинителите сите, но таа групација на луѓе која се согласила да ја изврши оваа задача, која е против законите, по однос на пратениците особено, или тие судии кои пресудуваат вечерва, односно обвинители покренуваат вака. Да ќе биде интересно да видиме утре како дали навистина било. Просто да не најдам, не можам да најдам со двете збор вака страшни обвиненија, така да кажам, кои немаат никаква основа. Тие луѓе треба да се преиспитаат и пред сопствената личност, етички, да се прашаат што правам јас, бидејќи тие уништуваат животи и ја доведуваат во непријатна состојба Македонија. Но, мојот став е дека ова не може вака и не смее вака да продолжи. И повторно напоменувам, ги охрабрувам граѓаните да го следат повикот на ВМРО ДПМН, да не се плашат дека ќе бидат санкционирани, затоа што имаат право на јавен протест и искажување на незадоволство од тоа што се прави со државата, а особено имаат право да си ја бранат татковината од незино растурање. Бидејќи повторно напоменувам, крајната цел е
дезинтеграција на ВМРО на ДПМН, за вовед во Рушење на тотална Македонија. дезинтеграција и рушење на Република Македонија и нацијата. Ќе го следиме овој случај. Благодарам на бајцата што одвоивте време и бевте вечерва дел по толку куса најава дел од отвореното студио. Денот сепак не изненади. Иако бевме малку емотивни, сепак се работи за татковината и Мислам, случајот е таков каде што човек не може да остане апсолутно рамнодушен. Значи, да направи некој државата Република Македонија дека Жртви во неја паѓале владее за неја. тероризам, тоа е апсурд. за создавање Ке- на татковината жртви паѓале, некој се обидува на вака банални начини. Така, ќе го следиме овој случај. Интересно ќе биде утре да видиме какви се одлуките на судот по однос на овие барања за притвор, дали испочитува законот, како е испочитуван законот. Телевизија Нова се ќе следи овој случај понатака. Останете на оваа фреквенција, следуваат најновите информации, колку што ми јавуваат од Рижа, колку што има информација, нашите екипи се уште на терен и имаат најновите информации околу овој случај, затоа останете на оваа фреквенција. Од мене пријатно. Пријатно благодарам.